Јас би стартувал со темата која е предложена од организаторите, особено со незиниот втор дел, одржливоста на курсот на македонската надворешна политика. За одржливоста на курсот, за жал, можеме да кажеме дека постојат известни негативни тенденции во изминативе неколку години. Се повеќе анкети покажуваат дека поддршката за европските интеграции се намалува. По она што го знаеме, се намалува за жал повеќе од просекот на Западниот Балкан. Или со други зборови кажано, се поголем број луѓе, наши граѓани нашата држава, се изјаснуваат во прилог на некоја од можните алтернативи на Европската унија. Но, генерално, сликата не е толку темна, не е толку лоша. Ние се уште добро котираме во тој дел, затоа што во изминативе години, знаете, направивме прилично тешки компромиси, за кои плативме голема цена. Една од цените е, дел од таа цена е намалената поддршка на дел од нашите граѓани, кои сметаат дека треба многу побрзо да бидеме длабоко веќе во преговори со Европската унија. Откако ја завршивме првата половина од референдумското прашање во однос на НАТО. Меѓутоа, таа цена ја очекувам ако продолжи блокадата во однос на нашите интеграции да продолжи, затоа што да се зголемува поточно, затоа што чекаме ова година ќе комплетираме 17 години со статусот на земја кандидат за членство. И ако не почнеме преговори, за жал, се повеќе и повеќе се приближуваме до неславниот рекорд на Република Турција, која со децении преговара од 2005, меѓутоа практично е замрзната во тие преговори. Во однос на истово прашање одржливост на курсот, колку е одржлив и колку висок процент може да очекуваме поддршка на граѓаните, без поддршка од граѓаните не може да биде одржлив овој курс, се разбира, затоа инсистирам на тоа. Не е тука само договорот од Преспа, тука е и рамковниот договор, Охридскиот рамковен договор, одблежавме лани 20 години од неговото подпишување. Тој е имплементиран и само споредете ја имплементацијата на рамковниот договор со Дејтонскиот мировен договор. Значи, небо и земја е разликата. И тоа секако дава ветер во грб на оние кои сметаат дека Европската унија или Западната алијанса во принцип треба да биде наш и формален партнер, бидејќи овие работи Преспа, Охрид ги постигнавме со значајна контрибуција на меѓународниот фактор. Од друга страна, тоа значи дека постои низ годините во континуитет солидна стратешка свест кај политичките раководства да склучуваат и поддржуваат такви договори до крај, до нивната имплементација, и тоа значи дека постои мнозинска поддршка на нашите граѓани за таквиот концепт. Важен сегмент за одржливоста на курсот на надворешна политика, бидејќи во салава има многу луѓе кои биле во надворешна политика и знаат дека е таа во еден значаен дел рефлексија на внатрешната политика и на внатрешните состојби. Значаен сегмент е борбата против клиентелизмот и корупцијата. За да оддржите ваков курс на надворешната политика, кога сакаме да бидеме дел од западноевропските организации, односно западните организации, кои имаат најниско ниво на корупција во светот, споредено регион по регион, и кои имаат најмало ниво на клиентелизам, во кој вие гласате за да добиете нешто по изборите од политичките субјекти. И тоа е критериум по кој ќе не проценува Европа, но уште повеќе нашите граѓани. Јас мислам дека, се извинам, во тој дел ќе биде значајно да покажеме добри резултати, затоа што тоа исто така ќе ја втемели подлабоко, ќе ја вкопа одржливоста на надворешната политика, бидејќи ќе добиеме повисок степен на поддршка од граѓаните внатре во државата. Во тој дел, конечно, после долги години чекање, имаме одлични вести со најновото рангирање на Северна Македонија на листата на транспарентност, на Transparency International. Малку пошироко во делот на Европа, бидејќи тоа е комплементарен однос што правиме внатре и колку во Брисел се загрижени за интеграциите на Западниот Балкан, мене ми се чини дека се добри вестите кои ги добиваме од двата мотора, да ги наречам без било какво деградирање на статусот на останатите земји членки. Зборувам за Германија и за Франција, бидејќи постоеше дилема дали Германија со новата влада и Франција која влегува во председателска кампања, а го држи председателството на Европската унија, дали ќе продолжат со истото темпо на заложби за интеграција на регионот.
Новата германска влада продолжува со несмалено темпо на поддршка на интеграциите на Западниот Балкан во одредени сегменти, бидејќи тоа е шарена коалиција, знаете, во одредени сегменти дури и поупорно се залага за интеграција на Западниот Балкан, особено за нашата интеграција, бидејќи е јасно на сите во Европа дека ги исполнивме сите предуслови да почнеме со преговори. А Франција и наспроти фактот дека за неколку месеци од сега ќе има претседателски избори, настапи со една сосема поинаква реторика. Франција беше за интеграцијата на Западниот Балкан, никој нема дилеми околу тоа. Зборам на ниво на официјална политика, не на ниво на шпекулации на политичката периферија. Меѓутоа, по моја процена, последните два настапи на францускиот претседател, кога ги објаснуваше приоритетите на француското претседателство, се реторика која оди неколку нивоа нато на што до сега го имаме слушано, во прилог на интеграцијата на регионот, што е буквално вели дека Западниот Балкан не е само географски дел од Европа и не смеме вели повторно да му завртиме грб на регионот. Тоа од устата на еден француски претседател го немаме слушано долго време. И тоа е добро. Тоа е добро. Добро е што во меѓувреме така наречените нон-пейпери кои циркулира во регионот со непознато потекло не успеа да направат поголема рефлексија врз надворешните политики на битните европски држави, па и на помалку битните европски држави. Значи има рефлексија во медиумите, во медиумските извештаи, но не и во политиките на главните европски центри или, ако сакате, на сите членки на Европската унија. Таму станува збор за посебно иницијалниот нон-пейпер во кој се зборува наводно за конечно решение на југословенскиот распад, во суштина се зборува за промена на границите. И тоа е добро, што по мене покажува дека веројатно неформалниот иницијатор на тие нон-пейпери се доаѓа од регионот, не доаѓа од Европа пошироко. Одлична вест е засилениот ангажман на меѓународната заедница на Западниот Балкан, затоа што за прв пат после 30 години независност не само кај нас, туку и во сите држави други кои произлегува од бивша Југославија или државите како што е Албанија кои произлегува од друг идеолошки систем, го променија во 90-тите, за прв пат имаме три посебни представници или пратеници на три битни ентитети, односно држави, кои се бават само со регионот на Западниот Балкан. Значи, во ист период имаме специјален представник на САД, на Обединетото кралство и на Европската унија. Еднакво со Ескобар беше во Скопје, Лајчак неколку пати доаѓаше во Скопје, во понеделник доаѓа Стюарт Пич, специјалниот пратеник на Обединетото кралство. Да бидеме реални, ако сме реални, треба да кажеме дека Европската унија за жал е се уште свртена кон себе, кон внатре. Има крупни структурни потешкоти, се уште има дебати за тоа како треба да изгледа иднината на Европа. И знаеме дека добар дел од вниманието на надворешната политика на Европската унија е преокупирана сега со кризата во Украина, претходно со Белорусија. Но потребно е зголемено внимание и ангажман кон Западниот Балкан, бидејќи работата тука е далеку од завршена. Зборам за она што би требало да биде нивна контрибуција, не она што ние треба дома да го одработиме. Околу регионот загрижувачки се некои тенденции во изминативе неколку години. Реториката внатре во регионот на Западниот Балкан и реториката на меѓународната заедница на Западниот нејзин дел кон нас се смени и ние последниве пар години зборуваме за стабилизација или за стабилност, не за интеграција на Западниот Балкан. Тоа беше реторика во 90-тите. Сега за прв пат се враќа во политичката реторика, ќе забележите, скоро не постои изјава на битен западен државник или на некои наши тука локални политичари од регионот кои не зборуваат за комплексна прашања кои се поврзани со безбедноста, не со интегративната агенда. Во регионот на Западниот Балкан две се невралгични точки се уште со загрижувачки тенденции и во последниве месеци, тоа е Босна и Херцеговина, каде што, според мене, излезот е во внатрешниот диалог на сите битни стейкхолдери, се разбира со нужно присуство на така наречените олеснувачи од надвор, поинаку нема да може да излезат од таа политичка загадка во која се влезени и во која се зажал години и години. Втората точка е северот на Косово. Ние граничиме со двете држави, не е сеедно дали ќе имаме стабилни соседи или ќе имаме нестабилност од време на време.
Таму, за жал, диалогот Приштина-Белград се одвива со многу забавено темпо последниве години и кога се одвива, ефектите од тие средби се главно на техничко ниво. И таму се разбира е потребно зголемено ангажирање на меѓународниот фактор. Проширувањето во целина е, за жал, мораме тоа да укажеме, де факто замрзнато неколку години наназад. Само Србија отвори еден кластер, поточно Европската унија има одлука за отварање на кластер број 3, не е почнато тоа се уште, а преговара цела деценија. Никој не може да биде задоволен од такво темпо на преговори, за да навршувате декада од преговори, а сте на самиот почеток, практично на преговорите. Црна Гора не може ни да отвори последниве 2 години ништо, ни поранешните чаптери, ни денешните кластери, а преговара исто цела деценија формално со Европската унија. Ние заедно со Република Албанија во пакет сме блокирани поради ставот на Бугарија. Така што во целина немате добра приказна, немате добри вести од регионот за проширувањето. Тоа е лошо. Да не се враќам на првата моја теза околу поддршката на граѓаните, околу одржливоста на оваа и ваква надворешна политика. И од целиот регион се случуваат слични тенденции. Ако граѓаните на Србија и на Црна Гора чекаат 10 години да се придвижат воопшто, да влезат подлабоко во тој процес, јасно е дека поддршката за европските интеграции не може да биде 92%. Постои еден интересен парадокс, кој гледам во еден дел од нашава аналитичка заедница, создава некој вид на конфузија или лажно задоволство. Ако анализирате изминативе 2 до 3 години, постои известен поголем во просек економски напредок на западниот регион во однос на остатокот од Европа. Можеме да дебатираме од која стартна основа ние тргнавме на времето и па и до скоро и каде сме се уште сега. Меѓутоа, факт е дека според демократските индикатори ние назадуваме као регион во демократијата. Значи има известен напредок поголем од европскиот просек во економските индикатори, меѓутоа има назадување во демократските индикатори. Пандемијата плюс ова најнова енергетска криза само ги изостри постојните проблеми кои сите ги знаеме: сиромаштија, младинска невработеност, масовна имиграција од сите држави на Западниот Балкан и она што е особено опасно и на средини на долг рок, масивното зголемување на јавниот долг, кој според сите економски анализи ќе ги намали капацитетите за инвестирање во критичната инфраструктура, и физичка и дигитална, која се повеќе добива и ќе добива на значење. Во оваа смисла е многу значајно планот, така наречен на Европската унија за обнова на нашиот регион после пандемијата да биде имплементиран што побрзо. Бидејќи тамо да нема никој заблуда околу тоа, не станува збор за кеш пара која ви ја даваат. Вака на хартија има милиарди на хартија ставено, меѓутоа тоа е со проект добивате и ги мечирате средствата. Таква серија проекти постојат и предложени од кај нас, меѓутоа за сега нема практична реализација од страна на Брисел. Во тој дел би замолил, и тоа го правиме секој пат кога разговараме од бриселски бюрократи до бриселски политичари, да биде тоа побрзо имплементирано, бидејќи и тоа придонесува за поддршката на граѓаните за проектот наречен Европска унија или Обединета Европа, и да не се чудиме ако имаме поинакви проценти на некои идни анкети. Имиджот на Европската унија е прилично разнишан и во Северна Македонија, и во регионот. Брза имплементација на вакви проекти може да придонесе тоа малку да се поправи. И на крај пак доаѓаме до вашата тема, до нашата тема, колку е одржлива ваквата надворешна политика ако немаме инпут од таа страна, велиме дека сме партнери кои соработуваат уште пред некој од нас да стане формална членка. Во планот за обнова на Европската унија, кој кога би бил имплементиран, би значил и поголема регионална соработка. Не можете да имате подобра регионална соработка ако немате подобра регионална инфраструктура, а значаен дел од проектите кои се најавени и од другите земји на Западен Балкан во делот на овој планот за обнова на Европската унија се однесува именно на регионалната инфраструктура. Го имам кажано тоа и порано, сакам денеска да го повторам. Европската унија нема ниту една рационална, ниту стратешка, ниту тактичка причина да се плаши во наводници од Западниот Балкан од нашето евентуално влегување таму, бидејќи зборам за сите 6 држави, перспективно, потенцијално, во членство во Европската унија, затоа што и економскиот и демографскиот ефект од нашиот целосен влез во Европската унија, на сите 6 од Западниот Балкан, би бил далеку помал од било кој претходен бран на влегување на било која друга држава во изминативе 30 на години, па ако сакате и пред 990 година, само пар статистики,
Ние во момент Западниот Балкан е со регионалниот комбиниран GDP помалку од 1% од GDP-то на Европската Унија, а демографски ние сме околу 4% од целокупната популација од 454 милиони на Европската Унија во моментот после Брекзит. И тоа ако ги следиме хартиите, инаку предпоставам дека сите ги следите најновите статистики кои излегуваат, бидејќи многу држави околу нас направија пописи и секаде населението се празни, така што 18 милиони има на хартија, до сега имаше Западниот Балкан, по моја скромна проценка, има 4 милиони помалку во реалноста. И да се вратам на една од првите и главните тези на председателката на Европската комисија, кога ја бираа комисијата во Страсбург, кога рече дека нејзина главна цел е Европската Унија да игра поголема геостратешка улога, не е воопшто можно Европската Унија да биде покрупен геостратешки играч ако не е способна во еден разумен временски период да го апсорбира Западниот Балкан во целина со овие бројки и статистики што пред малку ви ги кажав. Важно е да назначам во делот на одржливост на нашава надворешна политика и од тоа што граѓаните, тоа е крајната цел, што граѓаните би добиле ако бидеме еден ден членка или додека преговараме. Важно е да се знае дека за нас е важно, за целиот регион, за нас посебно, економската интеграција доди паралелно со политичката интеграција. Значи не е доволно само да бидат дел заедничкиот европски пазар. Ако овие процеси одат одвоено, како што има заложби, се надевам добронамерни, можно е да имаме извесен економски раст, меѓутоа да бидеме управувани од автократи. Инаку да немате дилеми, подлогата за тоа е практично веќе поставена. И антизападната реторика и во традиционалните, и во социјалните медиуми, во целиот регион е во неверојатен пораст. Тоа не само во врска сега со Украина последниве месеци, генерално неколку години наназад, и има тенденција да стане доминантна, ако веќе не. Веројатно од мене се очекува врзано со темата да кажам некои збори за спорот, проблемот и блокадата од Бугарија што имаме. Накусо за да не, зашто ќе не треба посебна дебата за тоа, само накусо кај сме во моментов. Јас мислам дека станува збор за одличен почеток на ова нова фаза во нашите билатерални односи. Има две нови влади во Софија и во Скопје. Има двајца нови председатели на владите кои излегуваат, кои не доаѓаат од политичкиот мејнстрим. Таа стара школа на политиката, тоа е веројатно добро за нов почеток. Се чувствува, се слуша нова реторика, се чувствува нова енергија. Имаме и нова методологија во преговорите со работни групи, односно комисии, наместо претходните лисабонски предлози 5+1, 5+1+1 и така натаму и така натаму. Меѓутоа, морам и тоа ја кристално јасно да го кажам, станува збор само за почеток. Станува збор само за иницијална фаза во која двете страни искажуваат добри желби како би сакале тој процес понатаму да се одвива. Че ние сме далеку од подлабоко навлегување во процесот и се уште многу далеку од евентуално позитивно завршување на тој процес. Сакам овај да го кажам и јавно, јас ќе се обидам многу наскоро да дадам и личен придонес во тој процес кој е започнат, бидејќи мислам дека е значајно секоја политичка институција во двете држави да даде своја контрибуција за конечно да го премавнеме и овој проблем. За предпоставам не повеќе од еден месец од сега планираме, договараме со мојот колега Раде во Софија официјална посета на Република Бугарија. Мој став, моја теза е дека двајцата председатели во двете држави мора да дадат позитивен придонес за успешен завршеток на овој процес, затоа што тоа е стратешки интерес на двете држави и јас сум убеден дека председателот Радев го дели моето мислење. Благодарам.